Конечно, после цели 50 години комплетно ќе се реконструира спортскиот аеродром Прилеп во близина на селото Малоконјари, а аероклубот Прилеп ќе добие пристојни услови за работа. Главни иницијатори за ова се Дејан Пеливановски, председател на аероклубот, и Ѓорѓи Манчевски, управник на аеродромот, кои што неуморно работат ова место да го врати стариот сјај. По првата фаза беше предвидена бетонирање на самиот хангар, проширување и бетонирање на стајанката за воздухоплови, бетонски ограничители на писта и сега во втора фаза е предвидено комплетно препокривање на хангарот. Трета фаза ќе биде предвидена реновирање на просторите на аероклубот, канцеларијата и помошните простори и летниковец. Пистата? Пистата комплетно ќе биде исто реновирана, изваљана, така да комплетната реконструкција ќе биде завршена некаде, како што кажав, јуни месец 2022 година. Хангарот е изграден во далечната 1972, а тука функционирале повеќе секции, како моторно летање, едриличарство, моделарство, падобранство. Сега останати се само ултралесното летање и дел едриличарство, и тоа благодарение на приватниот авион на Пеливановски. И се надевам дека во најскоро време ќе полета првата едрилица после толку многу долго време во Прилеп, дека граѓаните од Прилеп ќе можат да дојдат, дали тоа да го следат или евентуално да направат некој лет како туристи, информативен лет со едрилиците и секако некои млади луѓе кои што ќе покажат интерес да се занимаваат малку со тоа. Малку и сме зборувале можеби за моделарската секција да пробаме да ја обновиме, секако во денешни услови кога младите седат само пред компјутер или седат по кафичи, можда малце техничката култура треба да се врати назад. Се надевам дека ќе најдеме сили. Во Македонија има 5 вакви воздухопловни центри, и тоа во Скопје, Куманово, Штип, Битола и сега во Прилеп. Сите, освен оне во Штип, функционираат со приватни воздухоплови. Државата воопшто не го помага овој спорт, ниту пак овие центри. Аероклуб Прилеп има еден пилатус кој не е оперативен и УТВА, авион УТВА кој исто така не е оперативен и потребни се големи средства за да се повторно станат оперативни. Така да во наредна фаза ќе одлучиме што ќе правиме со тие воздухоплови и дали имаме потреба да ги активираме повторно. Повторна оперативност на овие воздухоплови потребни се минимум 20 до 30.000 евра. Комплет мислам за утвата и за пилатусот. Се планира Прилепскиот аеродром да се отвори со голем аеромитинг со воздухоплови од повеќе градови од Македонија. Сите овие пријатели кои што имаат авиони и едрилици во Македонија, дали се лоцирани во Скопје, дали во Штип, дали во Куманово, да ги поканиме и да направиме една заедничка дружба како што се правело во времето. И можда би било тоа би заличило на некој аеромитинг како некогаш. Се надеваме дека тоа ќе го направиме, но секако со скромно, бидејќи трошоците за тоа секако се многу големи. Откако свечено ќе биде отворен овој центар, во јули ќе бидат објавени и условите под кои што некој може да биде член на аероклубот Прилеп.